Собранието на Република Македонија вчера и после 18 часот ја продолжи расправата за разрешување на државниот јавен обвинител Марко Зврлевски со серија реплики и контрареплики од пратениците на ВМРО ДПМНЕ на обраќањето на нивната сопартијка Весна Пемова. Расправата ќе продолжи во петок. Во процедурално обраќање Илија Димовски од ВМРО ДПМНЕ побара од претседателот на Собранието Талат Џафери да ја прекине седницата и да се очека да го добие известувањето дали со расправата се крши изборниот законник или не, за како што рече да не се кршат процедурите, на што Џафери одговори дека се работи согласно уставот и деловникот на Собранието. Владко Ѓорчев од ВМРО ДПМНЕ во своето излагање порача дека во земјава има многу побитни прашања, отколку поитна постапка да се разреши државниот јавен обвинител Марко Зврлевски. Барањето за разрешување посочи е за да се дефокусира јавноста и да се скријат штетните договори и одлуки што ги носи новата власт. По неговото излагање исто така следеше нова серија на реплики и контрареплики од пратениците на ВМРО ДПМНЕ и коалицијата. По завршувањето на репликите и контрарепликите, претседателот на Собранието ја прекина работата по дневниот ред на шестата седница и нејзиното продолжение го закажа за во петок во 11 часот. На дневен ред на седницата се уште 31 точка, меѓу кои и годишниот извештај на народниот правобранител за почитувањето, унапредувањето и заштитата на човековите права и слободи, информацијата за состојбата со дивата депонија во Струга, годишниот извештај за работата на регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, предлог одлуката за одобрување на финансискиот план на Македонската радиотелевизија за 2017 година, предлог одлуката за давање согласност на предлогот на годишната програма за работа и развој на Агенцијата за цивилно воздухопловство за 2017 година.